Многумина во изминатата година се обидоа да помогнат да се залечат раните, да им се помогне на повредените во трагедијата во дискотеката Пулс. Една група на млади луѓе се потрудија, но и направија се за да не обединат сите во државата, да помогнеме секој кој што може за да ја намалиме болката на сите кои што на некој начин беа повредени во големата трагедија во дискотеката Пулс во Кочани. Тоа е Сапорт Кочани. Вечерва со мене, како представници на оваа група млади луѓе, се Марко Димитриев и Томи Димитриев. Добро вечер за двајцата. Добро вечер. Ви благодарам што одвоивте време за гледачите на телевизија Сител. Направивте многу во оваа измината година, но бројките се тие кои што говорат. Што покажуваат бројките? Што направи Сапорт Кочани? Па, ние бројките ги објавуваме секогаш јавно и транспарентно и на нашите социјални медиуми може да се најдат сите бројки што ги имаме во смисло на донации, на медицинска опрема, на физикална опрема што имаме донирано. Право сакав да кажам дека ова е доста емотивен ден за нас и сакаме да изразиме сочувство до сите родители, сите засегнати оваа трагедија, пошто верувајте дека и последна година не ни е лесно и не ни е баш толку пријатно да збораме за овие работи, ама па ќе кажеме се што треба. Така да, у бројки, на кратко да кажам дека имаме донирано преку заедничката сметка на Сапорт Кочани до сега 22 милиони денари. Тоа се со еднаква распредела на над 137 лица, сега не знам точно, пошто секоја распределова е посебно. И од тие 2 милиони денари има одземено од државата како данок. Имам исто 4 тури компресивна облека донирано. Тоа се, не знам сега точните бројки, не ги знам на парчиња, пошто секоја тура има индивидуални мерки што се земат од специјалисти од различни земји и на секој дете посебно се прави мерка зависно од потребите што ги има у тај момент од нивните изгореници. Исто така имаме донирано PRP китови и суплементи на пластична хирургија у Скопје. Така да на кратко тие се бројките од прилика што ги имаме. Томи, го направивте денес, место каде што од почетокот од првиот ден на трагедијата се собираат младите луѓе. Таму за прв пат дојдоа и се вклучија во помош и оние кои што беа повредени во дискотеката Пулс. Каква е во моментов ситуацијата? Има ли се уште потреба од помош, од поддршка? Што се случува во Сапорт Кочани? Моментално, да, како што кажавте, значи гнездото е место дека што секој човек у Кочани може да дојде и да си најде место дека што може комотно дали да разговара или само време да помине, место за утеха, за емоционална поддршка, психолошка поддршка и така натаму. Исто така, значи моментално се работи на работилници, имаме различни експерти од различни области, некои се за игри, некои се за психолошка поддршка и слично, се со цел да се полека да се залече град. Додека на гнездото е како дете на Сапорт Кочани, значи тоа служи за креирање на проекти што на некој начин пак ќе го обединат градот и местото, жителите тука, дека што ќе можат подобро да функционират. Сапорт Кочани останува да работи на проекти, да му се помогне и на градот и на целата нација тука. Така да у блиска иднина ќе објавиме у соработка со амбасадорите на европските држави што се у Македонија, ќе објавиме проект на кој што работиме, вика се Кочани 2050 година, на кој што ќе се потрудиме да му дадеме се што му е потребно на Кочани за да излезе од оваа тешка ситуација. Така, изминатиот период слушаме од многумина што му треба на Кочани, што им треба на младите во Кочани. Двајцата сте млади, двајцата живеете во Кочани, двајцата секојдневно сте во контакт со луѓе кои што биле повредени, кои што ја поминале таа кобна ноги во дискотеката Пулс. Што би рекле вие? Што им треба на младите во Кочани? Па видете, најбитно од се младите да се осеќаат безбедно, да се осеќаат пријатно и да се осеќаат комфортно во овој град, да знаат дека има иднина и зашо они да останат тука. Кога доаѓаат амбасадите и кога прават анкети и анализи у средните школи, 8 од 10 деца кажуваат дека не се гледаат тука после средна школа. Така да ние се трудиме да го направиме Кочани поубав град за живење и подобро место у смисла на културен живот, на спортски активности, да има повеќе настани во Кочани со кои младите ќе се задржат тука. Имавме и идеја порано факултетот да се врне, што беше правни и економски дисперзиран факултет да се врне во Кочани. Кога Кочани имаше и студенти од страна економијата или налив на средства повеќе. Така да
тие некои работи што ги имаме како проекти замислено, ќе ги објавиме во видеото што следува и тоа се од било каков карактер, значи инфраструктурни, помали проекти у смисла на да се постават камери или да се осветле само кео на реката или некои поголеми како спортски терени или како лизгалиште да има. Така со тек на време ќе ги разработуваме, ќе почнеме чекор по чекор од најмалите, па после ќе видиме на поголемите проекти. Така да има доволно време и ќе видиме како ќе постапуваме. Марко и Томи, јас ви благодарам што вечерва бевте со нас. Ви благодарам од срце за се она што го направивте за повредените во дискотеката Пулс во Кочани, и на Марко, и на Томи, и на Дарко Стоилов, и на Иван Ивановски, и на сите кои што сте дел од оваа платформа. Се надевам дека ќе имате сили и дека ќе продолжите и понатаму да го правите она што досега го правевте најдобро. Ви благодарам за гостување. Многу ни значи ово и дефинитивно ќе продолжиме да работиме. Ви благодарам. Важно е за тоа што се уште сме потребни на повредените и